Почитувани новинари, почитувани граѓани, изминативе 2,5 години имавме влада која предводеше Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Влада врз чии плеќи паднаа децениски наталожените проблеми. Влада која не беше без грешки, но која беше одлучна да ја извади државата на прав пат. И во тоа успеавме. Мораше одново да се изградат сите демократски, но и сите дипломатски позиции. Да престанеме да бидеме изолирана држава и да разговараме со сите како рамноправни. Од земја на која постојано и предвидуваа мрачна иднина, денес ние сме дел од најмоќната алијанса на планетава. Седиме на иста маса, еднакви со сите оние кои ја креирале и ја креираат светската политика. 3 години не беа доволни за да се искоренат злоупотребите и уцените кои претходниците ги втемелија во секоја пора од општеството, особено во судството. Но донесовме правичност и сега на ред е правната држава. Го сочувавме и добивме меѓународна потврда на нашиот идентитет и на македонскиот јазик, на нашата традиција и на нашата култура. Денес не може никој да го спори македонскиот јазик, ниту македонскиот идентитет. Ја вративме слободата и сега веќе никој не е ниту наведнат, ниту замолчан. Живееме во вонредни околности. Живееме во услови на светска криза, која никој не ја очекуваше и никој за неа не беше подготвен. Вирусот е тука и ќе биде тука. Но со одговорно однесување, со вистински луѓе кои што го водат овој процес, со помош на нашите сојузници од НАТО и Европската Унија. Од ова мора да излеземе како победници. Од денес на полноќ започнува изборниот молк. Имавме кампања која беше надвор од стандардите. Кампања во која што користевме алатки современи на нови технологии и во која многу конкретно и многу видливо покажавме дека вашето здравје е поважно од нашите интереси. Имавме кампања во која наместо ке го користевме зборот веќе. Веќе имаме слобода. Веќе сме членка на НАТО. Веќе почнавме преговори со Европската Унија. Веќе ја зголемивме минималната плата, а 3 пати социјалната помош. На гласачкиот пулт сте сами, безбедни и сигурни, затоа што за вашето здравје постојано водевме сметка. Размислете за својата иднина, размислете за изборот. Размислете длабоко и прашајте се каде сакате да ја видите нашата татковина во следните 4 години. Повторно во мрачното минато или во иднина која што сакаме да биде подобра, сакаме да биде попросперитетна. Дали ќе им ја дадете довербата на тие кои создаваа проблеми или на нас кои ги решававме тие проблеми? Размислете каква иднина сакате да гради нашава земја, каде сакате да се развивате, каде сакате да растат вашите деца, каде сакате да дочекате старост. Ако одговорот е во иднината, како што мислам дека сме свесни и сме желни сите ние, тогаш знаете дека заедно можеме. Можеме и подобро, можеме и повеќе. Гласајте на 15 јули за бројот 3, за да ја обезбедиме нашата сигурност и за да ја обезбедиме нашата иднина. Благодарам.